Почитувани граѓани, почитувани медиуми, вчера говоревме за еден скандал во Фондот за иновации за тендер за две маркетинг агенции од 200.000 евра. Коста Петров вчера во обид да се испере од овој скандалозен и сомнителен тендер од 200.000 евра, кој што го доделила институцијата на две маркетинг агенции, призна неколку работи. Најпрвин, експресно демантираше дека не го склучил тој договорот и дека тоа го направил неговиот претходник, што укажува дека ги трга рацете и дека има нешто сомнително во овој тендер, иако се работи за тендер во време на институција што без разлика кој бил директор на таа институција, истиот потекнува од редовите на СДСМ како партија и како власт. Второ, доколку Коста Петров не ги користи услугите на овие две агенции и снима со собствена продукција, како што и самиот вели, што сепак не е докажано, што и хипотетички да е ова вистина, зошто до сега, откако е директор, не го ревидирал истиот договор и не го поништил, да спаси 200.000 евра на граѓаните да не завршат непотребно во нечии джебови. Кога немаат никаква работа овие две агенции, зошто сепак ги земаат овие 200.000 евра? И она што е трето и најскандалозно, што заслужува внимание во јавноста, јавно прашуваме да ни одговори Коста Петров или било кој друг од СДСМ, дали едната од агенциите кои што земала дел од овие 200.000 евра од тендерот, Бригада Дизајн, нејзино челно лице е Бојан Ивановиќ, имено советник од редовите на СДСМ во градот Скопје. Се поголем е сомнежот дека овој тендер е доделен свесно и е наместен, бидејќи еден од добитниците на тендерот е советник од редовите на СДСМ во градот Скопје кај Петре Шилегов. Дали овие две агенции работеле претходно партиски агенди или ќе работат партиски агенди во иднина, платени преку парите на граѓаните, треба уште веднаш да се произнесат Коста Петров и СДСМ. Ако не работат ништо во Фондот за иновации, зошто тогаш се уште е активна оваа јавна набавка и не е поништена? Почитувани, ова е начинот на работа на СДСМ како партија и како власт. Преку своји функционери испомпуваат пари на граѓаните. И тоа не малку пари, туку 200.000 евра. Дел од овие 200.000 евра завршиле во джебот на советник од редовите на СДСМ во град Скопје, што не е ништо поразлично од тоа кога завршуваа парите исто на граѓаните од Фондот за иновации преку грантови, исто така кај фирми на функционери од СДСМ. Фондот за иновации излезе дека е златна кокошка за збогатување на функционерите на СДСМ и наместо да дава поддршка на стопанството, компаниите и иноваторите, парите ги дава на функционерите и фирмите на СДСМ. Ова, почитувани, е резултатот зошто се наоѓаме во рецесија и зошто има над 55.000 граѓани кои што се невработени во ек на пандемија и економска криза. Одговорот е едноставен, затоа што парите, наместо да завршуваат онаму кај што треба, завршуваат кај функционерите и фирмите во СДСМ. Благодарам, повелете прашања. СДСМ ве повикува да, нели, после оваа иницијатива за собирање потписи за поништување на законот, ве повикува да не ги повикувате граѓаните на бојкот на пописот, бидејќи, како што вела, тоа е само една статистичка операција, не се тоа избори. Ваш коментар? Нашите ставови во однос на законот за попис се повеќе пати кажани, се јасни, вклучително на една пресконференција од ова место председателот Христијан Мицковски јасно и децидно посочи што и како предлагаме и кои се нашите ставови. Во однос на пописот, мораме да потенцираме уште еднаш дека она кое што сака да го направи СДСМ е како политичка операција, не како статистичка. Нам како ВМРО ДПМН, но и на сите граѓани за развој понатака на Република Македонија, ни е важно да биде единствено статистичка операција. Затоа ние и повикувавме на одредени работи кои што треба да се спроведат за да биде фер целиот процес на попис кој што се најавува. Во однос на повиците кои што ги упатува СДСМ, еве уште еднаш јас би сакал од оваа говорница да ги повикам нив да се вразумат,
да го повлечат со време законот кој што им е поднесен во собранието и кој што им е пред свршен чин донесен до гласање и широко со консензус да се разговара за нов закон онака како што предлагаме ние, интелектуалците, заедницата, општеството, граѓаните и сите останати, а не онака како што тие решиле да го спроведат политички. Тука би издвоил за фингерпринт, и останати работи кои што ги бараме. Така да еве да искористам уште еднаш да ги повикам да го повлечат постоечкиот закон и сите заедно да донесеме нов, онаков каков што треба според европски модел за подоцна да биде и фер процесот, но и да ни користи за развој на Република Македонија. Повелете. Веќе има најави дека владините представници, министрите се подготвени да влезат во собрание на една од комисиите да реферираат околу разговорите и проблемот со Софија. Кој е вашиот став по ова прашање со оглед на фактот дека многу поодамна го барате ова? Кога сметате на една од комисиите, ние веќе побаравме тоа да биде комисијата која што ја раководи нашиот пратеник и член на извршниот комитет господинот Антонио Милошовски, бидејќи таму ќе може да елаборираат на сите оние жешки прашања кои што во јавноста сакаат да ги поклопат од страна на власти, да не дискутираат на нив. Не би не зачудило, сепак ќе кажам, бидејќи се работи за власт која што е премногу арогантна и која што бега да им даде одговор на граѓаните, доколку отидат да елаборираат и во друга комисија, односно комисијата за европски прашања, не во комисијата за надворешна политика која што ја раководи пратеникот Антонио Милошовски, од едноставна причина, наместо диалог да биде во собранието, да разговараат власта и опозицијата, власта да се отиде во комисија каде што ќе има монолог, односно да ги представи и да одговара на своите прашања и да елаборира пред власта практично, бидејќи таа комисија води нивен коалиционен партнер. Така да не би не зачудило ништо, а во однос на најавите, сепак ќе кажам, очекуваме да отидат функционерите на власта во комисијата за која што ја води нашиот пратеник Антонио Милошовски, тоа е комисијата за надворешна политика, и таму да елаборираат до каде се, што се и како се, односно да одговорат практично на прашањата кои што ќе ги упати опозицијата. Благодарам.